Властите добија уште една шанса од УНЕСКО за спас на Охрид. До февруари е рокот охридските власти да ги срушат дивоградбите и да ги исполнат препораките. Комитетот за светско наследство на 43-та седница во Баку, Азербеџан, одлучи природното и културното наследство во Охридскиот регион да не биде впишано на листата на светско наследство во опасност, прифаќајќи ги аргументите на владата. Време е за заедничко и координирано делување. Простор за компромиси по ова прашање нема, порача министерот за диаспора Едмонд Адеми, која предводи македонската делегација во Баку по донесувањето на одлуката. Денешната одлука е силен ветер во грб и поддршка за владата, за општините и за сите институции да ги спроведат останатите препораки. Време е за заедничко, координирано делување. Простор за компромиси по ова прашање нема. Ја користам приликава да ги повикам представниците на граѓанскиот сектор и сите граѓани заеднички да го водиме овој важен процес. Според заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски, кој е дел од делегацијата, успех е што Охрид останува под закрила на УНЕСКО, но допрва ни предстои многу работа. Открива дека најголем проблем во убедувањето дека треба да добиеме дополнителен рок биле контраставовите на домашните фактори, кои како што вели, паралелно со нивните активности, го уверувале комитетот дека Охрид треба да го изгуби статусот на заштитено светско наследство. Битката е добиена, но не и војната, вели Жерновски за Независен вестник. Нема ништо поболно од тоа да знаеш дека најголем противник ти се твоите. Слично како и со датумот за преговори со Европската Унија, опозицијата не само што навиваше, туку и се залагаше да не успееме. Во желбата да спечелат некакви политички поени, одржуваа пресконференции со јасна намера да наштетат. За негрижа кон овој наш македонски и светски бисер зборуваат токму оние кои цели 11 години не мрднаа ни со прст да ги имплементираат препораките на УНЕСКО. Опозицијата пак критикува. Ниту ќе се срушат дивоградбите во Охрид, ниту пак ќе се воведе ред таму, обвини портпаролот на ВМРО-ДПМН Димчо Арсовски. Целата држава знае дека дивоградбите на советникот Нефи Усеини, кој што е во коалиција со СДСМ и многу близок соработник на Заев и на актуелниот градоначалник, ги дозволува и ги штити директно Зоран Заев преку градоначалникот од СДСМ Константин Георгиевски. Дивоградбите на Нефи Усеини, бетонската база на Нефи Усеини на крај брежјето на Охридското езеро, на само неколку метри од езерото, огромната тераса кај чинерот во центарот на Охрид, која што исто така е на Нефи Усеини, и сите останати дивоградби кои што се повеќе од 400 во заштитената зона и над 1000 во целиот Охрид, се под директна заштита од Зоран Заев и од Константин Георгиевски. Инаку според регистарот на дивоградби, кој на барање на УНЕСКО го изработи општината, во Охрид има 1076 дивоградби, од кои над 400 се во заштитените зони, односно на крајбрежјето на Охридското езеро, во потегот на Националниот парк Галичица и во стариот дел на градот.